искрено и лично да кажем што наши луѓе напредуваат во животот и во професионалната кариера и токму овој чин, овој настан, оваа промоција денес еден таков пример за успешност на еден млад професионалец. Значи, присуствуваме на промоција на магистерскиот труд на нашата домаќинка денес, магистер Благица Кицева. И јас освен вам би посакал добре дојде на нашите гости, ценетите професори, за тоа малку потоа ќе кажам, меѓутоа улога на домаќините ќе бидат денес на овој настан и тие заедно со Благица. Накратко повеќе за информативните куќи кои што се во доволен број присутни да информираат за овој убав настан. Кратка биографија за магистер Благица Кицева, наша сограѓанка, родена 1978 година во Кавадарци. Завршува основно училиште во Кавадарци, а средно полициско училиште во Скопје. Дипломира на правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Магистрира на правниот факултет во Штип, Гоце Делчев. Токму на оваа тема, значи, тоа е ова дело. Улогата на меѓународната дипломатија во разрешувањето на вооружениот конфликт од 2001 година. Инаку Благица е вработена во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во полициска станица Кавадарци како инспектор и има положено правосуден и нотарски испит. Кога доаѓате во Кавадарци имате една убава асоциација за град на виното, нели? Радосен сум што денес ќе имам уште една убава асоциација тука, тоа е промоцијата на книгата на Благица. Со Благица се запознавме за време на нејзините магистарски студии на правниот факултет во Штип. Таа дојде во мојата канцеларија и ми кажа дека има идеја, нели, да работи магистратура на конкретнава тема. Тоа што ми остави впечаток беше тоа што Благица знаеше веднаш што сака и имаше се во главата како треба да изгледа таа магистратура. Денес ја имаме преточено во книга истата и значи не се излажав со овој впечаток. Беше многу лесно да се работи со таков кандидат, бидејќи знаеше што сака и како треба да изгледа тоа што го замислила. Таа одбра да пишува за една тема која што прилично се смета за деликатна дури и до ден денеска, иако поминаа многу години од подпишувањето на тој познат Охридски рамковен договор во 2001 година. Денес слободно можеме да зборуваме за пред Охридска и после Охридска Македонија, иако некои сметаат дека Охридскиот договор е завршен, е исполнет, имплементиран, сепак тој пишува на таков начин да никош не може да тврдите дека е завршен, имплементиран и се уште создава одредени дебати, главоболки и така натаму. Еве, доживеавме, нели, сега во процедура се и уставни амандмани, можеби каде што Охридскиот рамковен договор ќе влезе дури во преамбулата, што значи дека де факто станува дел од македонската историја. Инаку Охридскиот рамковен договор беше договор со кој се направи прераспределба на моќта внатре во државата, но со силно учество на меѓународниот фактор, на меѓународната дипломатија. И токму тоа е темата за која Благица пишуваше, улогата на меѓународната дипломатија во креирањето, во создавањето на тој Охридски рамковен, можеме да кажеме и мировен договор од денешен аспект. Она што особено ме радува е тоа што во самата книга се анализира од научен аспект, особено се анализираат техниките на преговарање и начините на преговарање и сметам дека ова е едно од четивата кои треба да бидат задолжителни за било кој што сака да се занимава во таа сфера, во сферата на надворешна политика или дипломатија, затоа што тука не вредат емоции, не вреди да кажете ние сме добрите, тие се лошите, затоа што и другата страна ќе го каже истото за вас. Тука треба со трезни глави да имате познавање од дипломатија и начините и техниките на преговори, да знаете што сакате и како да преговарате. Знам дека сите сте со обврски, ви благодарам што дојдовте, можам да зборувам на темава уште многу, меѓутоа решив да биде што е можно пократко и еве да и честитам на Благица уште еднаш за објавата на оваа книга. Навистина ми представува огромно задоволство да присуствувам на овој настан, промоција на едно дело кое што е производ на наш студент на втор циклус на студии на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип.
Денеска е ден со повеќе символики. Може би, ако ја врземе актуелноста на прашањето со уставните измени кои што следуваат, тоа би било една символика, но јас би се задржал на нешто друго. Јас би се задржал на символиката еден универзитет да продуцира кадри кои што потоа се етаблираат во општеството и кои што представуваат гордост на локалната средина тука, се разбира примарно на семејството, но и на самиот универзитет и на професорите. Навистина представува огромно задоволство еден професор и колегата Маролов во улога на ментор да присуствуваме на ваков настан кај што едно дело кое што е создадено во форма на научен труд, се разбира претходно рецензирано, сега со дополнителни рецензии, дело кое што веќе станува значителен дел од општествената интеракција и ова дело ќе представува некаква трајна вредност, веќе може да биде консумирано или да биде на некој начин достапно за пошироката публика. Од тука и честитам на кандидатката, односно на колешката веќе Благица Кицева, која што се осмели овој нејзин прекрасен труд, навистина, еве колегата спомна колку автономно го има изработено, се осмели да го публикува и на тој начин да даде придонес за развојот на меѓународната дипломатија или прашањата поврзани со меѓународната дипломатија, кои што понатаму ќе се елаборираат и ќе продолжат да бидат проучувани како на универзитетите, така и надвор тесните рамки. Ова дело јас предпоставувам дека ќе биде помошна литература во почетокот и на идните генерации студенти кои што ќе завршуваат на правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Уште еднаш би сакал да честитам на самиот кандидат, честитки и на менторот и навистина ми представува задоволство да присуствувам денеска во оваа свечена пригода и да дадам еден скромен мал придонес во оваа промоција. Навистина интересна и атрактивна тема. Може би ќе се запрашате нели зошто вработам во Министерството на внатрешни работи на оваква тема, но кога ја видов оваа тема, кога ми се даде можност да работам на оваа тема, ми беше стварно предизвик бидејќи конфликтот од 2001, може би ние како вработени во Министерството на внатрешни работи го гледавме од еден друг аспект. По завршувањето на оваа тема и јас поинаку гледам на тој конфликт и поинаку гледам на се она што како заврши тој конфликт. Накратко би сакала да ви прочитам неколку како заклучни согледувања од она што јас го извлечив од оваа книга, накратко за да ви биде јасно што се содржи оваа книга. Секако ќе имате можност да добиете примерок од книгата, но би сакала накратко да ве запознам со што нели ја содржи оваа книга. Меѓународната дипломатија имаше клучната улога во разрешувањето на конфликтот од 2001 година во Република Македонија. Иако овој вооружен конфликт се проценува за мал или како што одредени експерти го именуваат како конфликт со мал интензитет, меѓународните организации не остана индиферентни. Вклучувањето на меѓународната заедница се интензивираше паралелно со развојот на конфликтот. Односно, со што како конфликтот се развиваше, така и меѓународната дипломатија се активираше. Во текот на најголемите и најжестоките војни действија од конфликтот, меѓународната дипломатија активно ги вклучи своите механизми во изнаоѓање на начинот на разрешување. По интензивните преговори за прекин огнот, меѓународната заедница успеа да воспостави тло за понатамошни преговори, а како посредници во преговорите дојдеа двајца мощни и искусни дипломати. Клучна метода, односно техника која се користи во разрешување на конфликтите и во минатото, покажала најдобри резултати е преговарањето. Дипломатијата како алатка за општење меѓу државите и меѓународните организации многу често се покажала како умешна за постигнување на компромисни решенија. Тоа е начин на општење, комуникација, диалог кој се применува во преговарање и постигнување на решенија кои ќе придонесат кон подобрување на односите на разни спротивставени страни. Карактеристично е да се напомене дека во текот на преговорите доаѓаше до чести прекини на процесот, но цврстината и искуството на дипломатијата за цело време процесот го туркаше кон конечно решение. Свесна дека секогаш има агенда на човекови права и секогаш има незадоволство за непочитување на тие права, меѓународната заедница сметаше дека тие не беа доволно повредувани за да биде предизвикан инструмент на војна или конфликт за нивно решавање. Затоа, од тие причини, преговорите се воде помеѓу представниците на парламентарните политички партии од двете најголеми заедници и во никој случај бунтовниците не беа јавно или официјално ставени на релевантен фактор на одлучување. Сепак мораше да се има неофицијален линк кој медиаторите го држаа под контрола.
Охридскиот рамковен договор кој воедно представува крај на вооружениот конфликт, во себе содржи решенија кои до ден денес се применливи и добри. Што и да му претходеше на целиот процес на создавање на Охридскиот рамковен договор, тој представуваше нов правец на развој на и така релативно новата држава. Промените на уставот кои беа предводени во договорот треба да создадат држава која ќе биде во граѓански концепт, почитувајќи ги малцинските права и давајќи им можност за одлучување за прашање од малцински карактер, но и при тоа да се зачува унитарниот карактер на државата. Интензивната дипломатска активност, најпрво во Скопје, а потоа во Охрид, во преговорите за донесување на рамковниот договор беа плод на цврста волја на преговарачите, нивните дипломатски и медиаторски карактеристики, а тимот на експерти кои беа дел од преговарачкиот меѓународен тим одиграа значајна улога во креирањето на нормативниот дел од договорот. И покрај фактот дека некои одлуки беа донесени под притисок на меѓународната дипломатија, од денешен аспект се потврдува дека биле корисни и во правец на зачувување на територијалниот интегритет на државата, незиниот суверенитет, а договорот само ја проширува демократската рамка на државата, која преку уставот го носи приматот на граѓанско општество засновано врз правилата за правда и еднаквост. Успехот на секоја држава зависи од незината подготвеност за решавање на предизвиците и конфликтите. А во Република Македонија тоа беше подготвеноста и посветеноста на тогашниот претседател на Република Македонија Борис Трајковски. Иако постојат одредени ставови дека преговорите настанаа под присилба, сепак улогата која имаше меѓународната дипломатија беше единствен начин за враќање на мирот и стабилноста на државата, која и денес се потврдува. Меѓународната заедница е клучот на обединувањето и заедништвото, но и обврска за изнаоѓање на заеднички мерки во креирање на стабилноста како на регионално, така и на глобално ниво. Во случајот со Република Македонија, тоа го направи успешно.